Колега Благоја, во добар дел од својата дискусија се задржавте на личната потрошувачка како столб на економскиот раст. И тоа би било во ред доколку Република Македонија е некој пазар од не знам од десетици милиони потрошувачи и нешто повеќе, а во пазар од помалку од 2 милиона потрошувачи не може личната потрошувачка да биде столб на економскиот раст, особено сите знаеме дека најголем дел од таа лична потрошувачка се однесува на производи кои што не се со македонско производствено потекло, него се производи увезени од страна. Така да каква додадена вредност ќе донесе личната потрошувачка врз економскиот раст е голем знак прашалник. Особено што растот на личната потрошувачка го базирате на субвенциониран раст на платите, на социјална помош, на активни мерки за вработување. Се од буџетот субвенционирано. Од друга страна, споменувате историски највисоко ниво на активни мерки за вработување. Вие можете во буџетот да предвидите и 3-кратно и 5-кратно повеќе. Меѓутоа, реалноста е, и таа треба на реалноста да и се погледне во очи, дека 5 квартали поред бруто инвестициите во држава паѓат. Дека во првиот квартал имаме пат од 11% на бруто инвестициите, на полугодие во 2018 10% пат на бруто инвестициите. Во таква ситуација на дезинвестираност, каде очекувате да бидат искористени средствата од активните мерки за вработување, кога немаме инвестиции нови, кога немаме проширување на економската активност, односно отварање на нови капацитети, каде би се вработиле овие луѓе и каде би биле реализирани средствата резервирани во буџетот. Зборите за странските директни инвестиции и за извозот, растот од 8,8%, кој што беше редовен некои години и двоцифрен раст на извозот, благодарение на економската активност во тир зоните, а годинава се фалевте после извештајот на Народна банка во првиот квартал и во вториот квартал од некои 320 милиони евра странски директни инвестиции, а реалноста е дека не е отворен ни еден нов капацитет во тир зоните, немаме ни една нова производствена линија во постоечките затворени објекти, хали да ги кажам. Прашањето е кај се тие нови странски инвестиции? Кога ние ви кажувавме дека не се работи за нови капацитети, дека тие никој никаде не ги гледа, туку се работи за трансфер на пари, за тековно работење на постоечките производствени капацитети во тир зоните. Сега во третиот квартал, за тоа што се работи за средства заеми од фирмите мајки кон фирмите керки регистрирани во Република Македонија, значи заем за тековно работење или за заеми помеѓу хоризонтално поврзани друштва, сега во третиот квартал имаме обратен правец. Враќање на заемите што фирмите керки ги земеле од фирмите мајки. Затоа што средствата што се земени како заеми помеѓу овие друштва треба да бидат вратени. Значи, исклучиво се работи за средства за тековно работење, за постоечки капацитети за кои што треба отворено да признаете кога се започнале со својата дејност во Република Македонија и да признаете дека нови нема. Ама сега никој не го коментира тоа дека имаме негативно салдо на странски директни инвестиции од 6 милиони евра. Тоа никој не го коментира. А јасно беше, уште после првиот квартал на Народна банка на Република Македонија, дека до оваа ќе дојде. И еве го третиот квартал стигна трансферот на пари во обратен правец. Така да, секогаш кога збориме за економијата,
Популизам може да се води колку сакате. Селекцијата на макроекономските податоци што ви одговара да кажете споредбена основа да направите со некоја година која што ви одговара за да го покажете некој макроекономски податок бомбастичен или што милува да каже честопати министерот за финансии за прв пат во историјата историски највисок или историски најнизок, стигнуваат. Може вие да се користите со популизам колку сакате, ама на крајот податоците се поразителни. И кога ќе ве стигнат такви податоци, вие немате одговор. Хајде дајте ми одговор зошто има негативно салдо на странски директни инвестиции. Еве не сум чул дека од ваша уста е кажано на говорница дека странските директни инвестиции биле не знам на највисоко ниво 2018, ама тоа окажува вашиот министер за финансии, вице-премиерот, премиерот. Ајде кажете сега, образложете ми го како тоа негативно салдо има за третиот квартал според извештајот на Народна банка на Република Македонија за странски директни инвестиции. Значи, колега, да, личната потрошувачка може да биде столб на економскиот раст, ако се базира растот на платите на реална основа, ако имаме економски раст кој што ќе ни овозможи раст и на социјалните трансфери, и ако имаме раст на извозот. Извозот е тоа што треба да ја крепи македонската економија, и ние сме мал пазар, помало од 2 милиони, и не може личната потрошувачка да биде генератор на економскиот раст, особено што најголем дел од производите за лична потрошувачка не се од домашно производствено потекло. Заборавете ја таа приказна. Не може личната потрошувачка да биде фактор на економскиот раст. Вие може да ја зголемувате социјалната помош и тоа е убаво така популистички пред граѓаните. Ама ако е таа до прагот на минималната плата, која е мотивацијата на тие лица со таа социјална помош да влезат во реалниот сектор со работа? Сигурно за да ја зачува таа висина на социјална помош, патот до дополнителни приходи ќе го барат во сивата зона. А од таа сива зона корис има само поединецот. Од една страна имаме нерегистрирана дејност, од друга страна имаме трансфер од буџетот за помош на тие ранливи категории. Значи, се има своја граница и мерка. Популистички, да, убаво е социјалната помош, што викате 300% да се зголеми, ама таа, ако е до прагот на минималната плата, демотивирачки ќе влие врз сите оние корисници на таа социјална помош да својата екзистенција наместо со социјален трансфер да ја барат во реалниот сектор, односно во вработување. Тука тогаш нема да помогнат ни активни мерки за вработување, ни чуда, ни врагови.